Охрид сам по себе е град кој што е атракција за сите туристи, како за домашните, така и за странските, меѓутоа да се погледне Охрид од една поинаква перспектива, односно птичја перспектива, единствена можност е параглайдеризмот. Имавме можност да поразговараме со еден од инструкторите кој што организира тури тука во Охрид и можевме да забележиме дека има голем број на туристи од кои што повеќето се странци и кои што сакаат да уживаат во убавините на Охрид од, како што споменав, птичја перспектива. Дел од разговорот предлагам да го слушнеме во продолжение. Градот Охрид нуди многу атракции, меѓутоа една од можеби поинтересните е параглайдеризмот, да се види Охрид од една малку поинаква перспектива, птичја перспектива, каде што може да се видат убавините на овој град и секако Охридското езеро. Кава е заинтересираноста на туристите и кои туристи најчесто сакаат да го видат Охрид од оваа перспектива? Значи, веќе 6-7 година, мислам дека е веќе, организирано го правиме ова, значи клубот Вертиго во соработка со Куба Либре, овдека плажата. Организираме летови со тандем параглайдер, значи во присуство на инструктор и најзаинтересирани се странците, да кажеме 70%, но има и наши, многу заинтересирани, негде околу 30% се наши. И сите се онака среќни после полетувањето и слетувањето, пошто Охрид го гледаат од една друга перспектива, значи од воздух, сите убавени на Охридското езеро и на природата во околината им се достапни да ги видат од воздух. Колку време трае тоа летање? Од каде полетуваме, каде слетуваме? Така, значи имаме неколку тури кои ги организираме, поаѓаме од Куба Либре, овде над Охрид полетуваме од Галичица на 1300 метри и со теренско возило се качуваме до горе, организирано. Имаме кратка обука тамо, негде околу 10-15 минути се спремаме и полетуваме. Слетувањето е овдека на Куба Либре. Од кога ќе слетаме, сите ги добиваат своите фотографии што се сликале и сите се среќни и задоволни. Значи тоа е вака од прилика целата процедура. Важна ли е возраста за да се качиме на параглайдер? Па не, важна е желбата. Значи имаме летање и на помали деца, да кажеме негде од 12 години со присуство на родител. Битно е родителот да биде тука и да ни одобри, секој потпишува своја изјава нели за дека се малолетни, родителот дозволува, но и лимитот на постари лица исто е висок, така да имаме од 12 до, да кажеме, 72 години. Така да нема лимит, летањето е безбедно, се одвива со сертифицирани параглайдери, сите инструктори се со лиценци издадени од нашата агенција за цивилно воздухопловство и сето тоа е, значи сите ризици се доведени до минимум. За вестите на телевизија Нова од Охрид, Габриела Додевска.